Здраво на сите. Ги поздравам на ова место сите мои абоненти на YouTube и на Facebook. Благодарам што сте тука и што ме пратите. Еве како и сите други мои колеги низ цела ова наша преубава планета Земја зборуваат за ова констелација за Јупитер и Уранус, конјункцијата во знакот Бик. Така и јас сакав нешто да поделам со вас. Тоа значи моето искуство да го поделам. Како јас тоа го гледам? Што можеме да кажеме од почеток? Дали овие две планети влијаат врз нас, врз нашиот личен живот? Па јас би рекла дека не. Затоа што со овие се едни трансцендентни планети, што значи Јупитер, Сатурн, Уранус, Нептун и Плуто се оддалечени планети од нашиот сончев систем, затоа што ние не можеме да ги видиме. Затоа не може да влијат врз нашиот личен живот. Тоа значи мундана астрологија, можеме да видиме како влијаат они врз нашиот на глобален план, како тоа влијае глобално врз сите нас. Значи не може да биде тоа едноставно речено на личен аспект. Зашто не може тоа така да биде? Затоа што тоа не се лични планети. Тоа се трансцендентни планети. Сега, овие две планети се спојуваат, прават една конјункција меѓу себе на 21-иот степен во знакот Бик, значи тоа е веќе третата декада во знакот Бик. И ако имате, например, од 18-тиот степен, да речеме до 23-тиот степен, лични планети, еве да речеме Сонцето, Месечината, Венера, Меркур или Марс, ако тие планети ви се наоѓаат на овој степен, каде што ова дуо сега се спојува и меѓу себе прават една конјункција, тогаш секако тоа влијае врз вашиот личен живот. Тогаш да. Или пак, ако, како што реков, дека Јупитер е сега транзитна планета. Значи, он може да влијае, да прави некои други аспекти со вашите лични планети, може да прави некои тригони или секстили. Тоа е со така многу битно да се знае. Сега малку да почнеме од почеток. Кој е Јупитер, кој е Уранус? Јупитер Зевс, планетата која што е планета на вербата, планета која е една од најголема во нашиот систем. Значи, она е владар, Јупитер е владар на знакот Стрелец и првиот владар на знакот Риба. Првата карактеристика е вербата, филозофијата, учењето, едукацијата. Колку јас верувам во самиот себе си? И дали јас верувам во себе си? Во што? Во моите таленти, во моите потенцијали. Тоа е многу, многу битно. Таа е таа улога на Јупитер. И нешто исто така многу важно е, која карактеристика Јупитер ја носи, а тоа е што ми дава смисла во мојот живот. Што е тоа што мене ми дава смисла во овој живот? Значи, таа енергија на Јупитер. Јупитер секако зголемува све. Зголемува све она што ние, на што ние даваме енергија. Да речем, сета таа енергија каде што ние ја инвестираме, дали може да биде тоа конструктивна или деструктивна енергија, значи тука тоа Јупитер све може да го зголеми. Сега, кој е Уранус? Која е таа планета Уранус? И која улога, која карактеристика она ја носи? Уранус е секако владар на знакот Водолија. И можеме да кажеме сега на гостин, тука кај Бикот, и не се чувствува баш добро. Меѓутоа Јупитер не се чувствува, затоа што тоа не е неговиот дом.
Значи, овие две планети не се наоѓаат во својот дом и можеме да кажеме истовремено дека не се чувствуваат добро во овој знак. Уранус ја носи таа енергија што сака да не натера да се ослободиме од нешто. Значи, слободата има тука една голема важност. Сега, ајде да видиме понатаму. Кој е знакот Бик? Знакот Бик е вториот знак го представува, значи вториот знак во целиот зодијак. И втората куќа, во ствари, втората куќа ја представува системот на вредноста. Што мене нешто ми е вредно? Кои таленти ги носам јас со себе? Кој потенцијал со себе го носам? Кои ресурси јас ги носам со себе? Таа е таа втората куќа, таа е таа карактеристика на знакот Бик. Можеме да кажеме дека знакот Бик ја обожава сигурноста. Значи, биковите даваат све и све може да направи бикот, само за да го задржи оно што го има. Што може да биде тоа? Секако дека материјалните работи. Еве да речеме, куќата, станот, све тоа што е материјално. Биковите за нив е тоа многу битно и сакаат све да направат за да го задржат. Еве, например, да речеме една самостална работа за бикот, тоа е скоро нешто немогучно, не мора да значи, али таа е таа карактеристика што ја носи бикот. Значи, биковите не се баш фасцинирани од таа работа, кога ќе речеш, јас сум самосталец, па бикот ќе ти рече, па тоа не е стална работа. За тоа не можеш баш стално, континуирано да заработуваш нешто. Да, точно е тоа така. Тоа е да, логично е тоа така. Меѓутоа, ако јас за нешто, уствари нешто што многу сакам, оно што е моето срце каже, што едноставно се бори за тоа, ужива во тоа, да речеме, еве се некоја работа, да речеме. Дали е тоа астрологија или музика, како јас што се занимавам со тоа, па ја не можам некоја работна, да, сум работела сигурно и јас некоја државна работа, како сите ние сме почнале така. И додека јас сум приметила дека има сигурно и други работи, додека ја открив астрологијата и каде што реков, баш е тоа нешто фасцинирано што ме интересира, каде што се одлучив да ја студирам астрологијата. Значи, со тоа може да бидеш само самосталец. Сега, бикот за тоа не е фасциниран од таа идеја. Бикот бара стална државна работа. Значи, тоа толку мора да биде стабилно, да бара една стабилна работа, затоа што се плаши нешто да изгуби. Финансиите можда. Затоа што бикот ако изгуби финансии, готов е. Тоа е таа енергија на бикот. Сега више тука е Уранус, веќе доста долго време. И третата декада ќе биде сега под влијание на Уранус, ќе бидат они се малку потресени. Зашто сега тука Уранус? Уранус е тука да ги потресе. Зашто? Ниедна планета не мисли лошо. Уранус сака да ги натера да се ослободат од тоа. Да се ослободат од тоа, затоа што во ние сме сите инкарнирани во оваа планета Земја. Зашто? За да ствараме нови искуства. Затоа што без искуство нема живот. Ние сме родени во оваа планета Земја нови искуства да доживуваме, да ги живееме овие нови искуства. И ако тоа не го успееме, значи ние не сме живи, ајде да речем така. Значи, сета таа стара традиција, старата традиција кажува, ајде тоа што го имаш задржи го, тоа ти е сигурно. Тоа е сигурно. Нема сигурност. Единствената сигурност која што ја имаме
таа верба во нас. Дали јас верувам во себе си? Дали јас верувам во моите таленти и потенцијали што сум ги донела во оваа инкарнација? Секако треба да знам, астрологот може да ви го покаже патот кон тоа кои се вашите потенцијали, најголеми потенцијали и дали ги живеете, тоа е друга работа. Ама само на прво место треба да ги знаеме кои се тие наши потенцијали и да едноставно да ги живееме. Ако тоа го освестиме и го сватиме, значи ние сме слободни тогаш. Тогаш сме едноставно слободни и не ни е никој друг потребен да ни диктира како, што, каде. Значи да ти каже, еве ти работа и работи до 80 години и после тоа готово, животот поминува. Во овој случај сме слободни и си ја живееме нашата мисија за оние што сме родени. Ние не сме родени да патиме. Ние сме родени да бидеме среќни и да живееме, да правиме нови искуства. Затоа што животот носи во себе секогаш промени. Како што можете да видите, еве да речеме пред 30 години колку немаше интернет, немаше мобилни вие телефони. Знам се сеќавам тогаш тоа го немаше. Значи, без таа технолошка промена, тој развој технолошки промени, не можеме да живееме. А сега да речеме не можеме животот да си го замислиме без интернет и без овие мобилни телефони. Значи, што значи тоа? Животот секогаш го доживуваме со промена. Секогаш имаме тука промени. И затоа тоа го кажувам, за да може бикот тоа подобро да го свати. Ние живееме константно во промена. Ништо не стои на едно место. Може би така ни изгледа, али тоа не е така. Секогаш ние сме во движење. И Уранус сега тоа ќе ги натера, баш сега третата декада, да оди бикот во промена. Да направи нешто нов во својот систем на вредност. Еве да речеме за работа. Да се ослободи од нешто што не му одговара. За да ја живее својата мисија. Да верува во себе, затоа што нема друга сигурност. Сигурност луѓе не постои. Нема некој што мене ќе ми каже, еве ти работно место, до 70 години можеш да работиш тука од сабаре до навечер и осигуран си до крај на живот. Тоа веќе тој систем на вредноста ќе се изгуби. Тоа можете да ми верувате, дека тој систем на вредноста, така како што беше, веќе полека се менјава. И сигурно мислам дека тоа и вие сте го приметиле. Што сакам да кажам, да верувате во себе, вербата, Јупитер, верувате во себе, да најдете сигурност во самите себе си, да бидете сигурни во вашите потенцијали и вашите таленти. Тогаш не ви е потребна никаква друга сигурност од некој друг. Ајде да погледнеме сега што и другиве планети, да речеме, што прави Венера, која што е владарка на знакот Бик. Она се наоѓа сега баш на 20 степен во знакот Овен и прави една екзактна конјункција со Кирон. Што значи, пак тоа го потврдува, значи тоа што го кажувам. Можеме да најдеме во нашиот систем на вредност, значи ова важи сега за сите што се родени во знакот Бик, затоа што Венера е нивната владарка. Што е тоа нешто што ме боли? Каде е тоа нешто? Дали е тоа во некој однос со некого, некој партнерски однос со некого или па може некое работно место? Што е тоа што нешто уште осеќам некоја болка? За тоа би требало да се размисли и да се иде во акција.
Затоа што Марс прави еден добар тригон со овие две планети, значи може тука слободно да се иде во акција. Ако го освестиме тоа, да освестиме кои сме, што сме, кои потенцијали, дека сигурноста, тоа што ни е многу, многу важно, сигурни да сме во нешто. Ја би препорачала на прво место сигурни во самите себе си, во она што го носам јас со себе. Ние сите носиме самите со себе еден потенцијал, еден талент, нешто што не разликува од другите. Секој од нас има една специфичност во самите себе си. И тоа треба да го препознаеме и да го живееме едноставно. И тогаш сме слободни. Значи, таа е таа енергија на Јупитер и Уранус во знакот Бик. Ако сакате нешто повеќе за самите себе си да дознаете, да се запознаете, кои се тие ваши лични таленти, слободно можете да ме контактирате и со друго ви посакувам на сите бикови сега имаат роден ден. Среќен роден ден и све најубаво. Голем поздрав од мене и до скоро. Чао!